Пред повеќе од 5000 години, во плодните долини на реките Тигар, Еуфрат и Нил, се појавиле првите човечки цивилизации. Тука луѓето научиле да градат, да обработуваат земја и да живеат заедно во големи заедници. Така започнала приказната за Месопотамија и Египет, колевките на нашата цивилизација. Во Месопотамија владееле кралеви и благородници, кои поседувале големи богатства и војски. Во Египет, на врвот на општеството стоел фараонот, сметан за жив бог на земјата. Под нив биле свештениците, занаетчиите и земјоделците, а најдолу робовите, без права и без слобода. Луѓето во Месопотамија и Египет се занимавале со земјоделство и сточарство. Сееле јачмен, пченица и леќа, а од зеленчук, кромит, лук и краставици. Се хранеле со риба и зеленчук, а месо јаделе само за празници. Омилен пиелок им било пивото од јачмен. Старите народи биле вистински пронаоѓачи. Го измислиле плугот, тркалото и каналите за наводнување. Создале први календари за мерење време и започнале да го изучуваат небото и ѕвездите. Во Месопотамија се појавило глинестото писмо, а во Египет хиероглифите. Со овие откритија, луѓето полесно го организирале животот. Народите од Месопотамија и Египет верувале во многу богови. Богот Мардук ги штител жителите на Вавилон, а Амон-Ра бил богот на сонцето во Египет. Луѓето им принесувале дарови, граделе храмови и изведувале ритуали, барајки нивна милост и заштита. Египтјаните верувале дека животот продолжува по смртта. За да ги зачуваат телата, развиле уметност наречена балсамирање. Телото на починатиот се чистело, сушело и завиткувало во ленени ленти. Потоа го полагале во украсен саркофаг, подготвувајќи го за вечниот живот во задгробниот свет. Од древните народи потекнуваат многу нешта што ги користиме и денес. Пишувањето, календарот, пивото и облеката од лен се нивни пронајдоци. Тие поставиле темели на науката, архитектурата и уметноста. Иако поминали илјадници години, нивното наследство се уште живее во современиот свет.